што туку беше направен скрининг за новинари за COVID-19, бидејќи знаеме дека новинарите и снимателите се исто така први на удар од COVID кризата. Исто така се појавија и неколку позитивни случаи во одредени медиуми. Добро утро, Денис. Добро утро, Кристина. Скринингот беше овозможен од Сдруженијето на новинари. Имаш ли информација како помина, колкумина од колегите излегоа позитивни на коронавирус? Да. По првата фаза од скринингот, беа опфатени новинарите и медиумските работници кои што работат во телевизиите, десниците и медиумите со поголеми редакции. Во првата фаза беа тестирани околу 600 луѓе, од кои што според нашите информации околу 5% резултира како позитивни. Односно има зголемен број на антитела, бидејќи анализата се правеше на крвта, а потоа оние кои има зголемен број на антитела беа повикани за да направат ПЦР тест. Деновиве е веќе започната и втората фаза од скринингот, каде што беа опфатени новинарите и медиумските работници од онлайн медиумите, како и новинарите и медиумските работници од другите градови од државата. Од другите градови беа тестирани околу 100 луѓе, додека обемот на тестови за новинарите од онлайн медиумите се очекува да биде околу 200. Што представува, се разбира, голем процент од новинарите кои се вработени во медиумите, бидејќи целосната бројка, односно целата бројка на новинари кои работат во државата се претпоставува дека е околу 1200 луѓе. Денес се надеваме дека овие скрининзи нема да покажат поголем број заболени. Сепак е важно нашите колеги да се безбедни, бидејќи како што споменав се први на удар на секоја непријатност, па еве дури на една ваква пандемија, влегуваат секаде од секаде, а се работи за една категорија која е навистина важна во општествениот живот. Многу е важно да бидат граѓаните квалитетно и навремено информирани за она што се случува. Денес би сакала уште нешто да те прашам надвор од темата за скринингот, а тоа е моментот дека наши колеги се уште добиваат бројни закани за објавени текстови. Што прави ЗНМ, реагира и морам да прашам исто така во овој период предизборен, постизборен, дали имате соработка со МВР во однос на овие закани кои ги добиваат нашите колеги? Да, за жал постои тренд на големен број на закани кои што новинарите ги добиваат на социјалните мрежи, односно на интернет. Тоа влегува во оние дела кои што ги нарекуваме онлайн насилство. ЗНМ веќе подолго време соработува со Министерството за внатрешни работи и со основното јавно обвинителство. Редовно поднесуваме после секој напад и барање за кривична постапка и за кривично гонење на заканувачите. Меѓутоа, мое видување е дека бавноста на институциите во спроведување на законите и во казнување на насилниците некако како да ги охрабрува насилниците да продолжат да се закануваат. Бидејќи имаме случаи каде што едно лице се заканува на повеќе новинари и тоа само кажува дека неказнивоста раѓа нови закани кои што за жал продолжуваат. А на институциите има можеби малку полесно кога се онлайн заканите во прашање, бидејќи таму немаме непознат сторител, туку точно знаеме кој ги упатува тие закани, така што и не гледам логична причина зошто застој. И уште едно прашање за крај. Имаше скоро и инцидент со припадник
на полицијата кон наша колешка новинарка, за нама и за тоа испрати реакција. За што се работи? Фидбекот од МВР е дека внатрешна контрола веќе постапила. Што беше случајот? Да, се работи за новинарката, односно уредничката на Нова ТВ, Билјана Цекуловска, која што во време на полицискиот час ја снимала полицијата при вршење на контрола на граѓаните на улица, и во тој случај полицијата се обидела да ја попречи новинарката при нејзиното извршување на професионалната задача, и тој случај беше пријавен до нас. Значи, се обиделе да забранат да ги снима, што се разбира, таа има право да го прави тоа, бидејќи тие кога работат на терен е дозволено да се снима полицијата. Поднесовме представка до внатрешната контрола при МВР и добивме известување дека внатрешната контрола постапила и лицата ќе бидат соодветно, односно полицајците ќе бидат соодветно казнети. За жал не добивме информација каква ќе биде казната, дали ќе биде парична или не знам, некој друг вид на казна, меѓутоа не добивме известување каква ќе биде казната. Денис, останува уште да апелираме овде, да го споменеме моментот, бидејќи полицијата и челните луѓе на МВР постојано бараат разбирање од новинарите и да не им ја попречуваме работата, но мојот впечаток е дека генерално сите теренци, колеги веќе точно знаат што е попречување на работата на полицијата, а што не. И мислам дека мојот генерален заклучок, личен барем, е дека новинарите не ја попречуваат работата на полицијата, туку само си ја вршат својата должност, па би било фино да упатиме и еден апел до полицијата, исто така, да не ја попречува нашата работа. Се сложувам целосно со твојата констатација. Моје мислење е дека постои голем простор за подобрување на соработката меѓу новинарите и полицијата. Тој простор треба да се искористи, на некој начин новинарите и полицијата да бидат сојузници во борба против криминалот и корупцијата и сите негативни појави во општеството. Денис Сулејман од Сдруженијето на новинари, благодарам за ова јавување во утренски брифинг помеѓу сите останати важни теми за општеството. Нема да ги заборавиме и занемариме темите кои се однесуваат на нас самите, на новинарската фела. Благодарам уште еднаш за ова вклучување. Благодарам и вас.